Денеска продолжи расправата по предметот наречен ТЕНК, предмет кој што е дел од групата на предмети кои што се дел од политичката хајка, од политичкиот прогон кој што се води против мене како поранешен председател на владата и председател на ВМРО ДПМН и моите соработници. Предмет за кој што целата држава знае дека станува збор за политичка хајка со повеќе цели, одмаздување на политичкиот противник, оцрнување на политичкиот противник, замагување во еден период кога се разговара за името на државата да се сврте вниманието кон нешто друго и така натаму и така натаму. Значи, само сакам да повторам дека сите овие процеси се процеси кои што не би постоеле доколку немаше политички интерес и политички организирана хајка да се направат и да се предизвика едно политичко гонење на партиските неистомисленици или политичките неистомисленици како што сме ние визави СДСМ. Денеска, како што можете да забележите, бевте присутни, имаше можности за изведување на нови докази. Најпрвин тоа го направи СЈО, кој што изведува доказ, а тоа е некоја имейл преписка помеѓу компанијата МАК Аутостар која што го набавила возилото со фабриката во Штутгарт, од каде што е произведено возилото, во кое што тие ги известуваат дека наскоро ќе излезе тендер за набавка на блиндирано возило, што и тука поентата на СЈО е дека 2-3 дена преходно компанијата знаела дека ќе излезе тендер, што не е никаков доказ, затоа што вие новинарите, например, знаете по 2-30 дена порано кога нешто се подготвува што е предмет на ваш интерес, кога нешто следите, ви интересира и така натаму, од разни извори дознавате, не 2-3 дена, него 10-20 или повеќе денови, дека набрзо ќе се случи едно или друго или трето, дека нешто се подготвува во некое министерство, така што не представува никаков доказ, но еве, тие се обидува нешто да поднесат. Но исто така, ние како одбрана, мојата одбрана достави неколку нови предлози за докази, кои што се многу интересни, а тоа е дека, например, вештакот кој што вештачеше Талеги Рамечиовски се докажува дека не ја продолжи лиценцата според Министерството за правда. Значи се побара писмо од Министерството за правда, од кое што писмо се гледа дека тој не ја продолжи лиценцата, особено затоа што тие наведуваат во нивниот допис дека за таков стручен испит како што требало да има за таа лиценца, тие почнале да прават таков стручен испит од ноември 2017, а тој вештачењето го правило таму некаде во периодот април-мај 2017, што укажува дека во моментот кога го правил не можел да има таков стручен испит, бидејќи Министерството за правда потврдува дека дури во ноември 2017 организирале таков стручен испит. Настрана што тука уште еден доказ е што куќата која што го ангажирала Талеги Рамечиовски била поддружница на странска фирма, а нашите закони не дозволуваат поддружница на странска фирма да врши вештачење во Република Македонија, и тоа исто така со допис го потврдува Министерството за правда и Министерството за економија, што се достави до судот. Што значи дека компанијата што го ангажирала Талеги Рамечиовски не била овластена да го ангажира и тоа не може да биде прифатено како било какво релевантно вештачење. Следна работа беше што пристигна писмо од Ауто Македонија, што е на некој начин подкрепа на она што го говореше нивниот сведок, односно сведокот Зоран Василевски, кој што своевремено работел за Ауто Македонија, во кое што јасно стои дека тие во минатото имале ситуации кога увезувале, по барање на клиентот, увезувале возила за кои што не се генерални застапници, а кои што возила ги продавале на домашниот пазар. Во конкретниот случај наведува дека увезле возило од марката МАН, а знаеме дека од марката МАН од 2009 година има генерален застапник кој што се вика МАН Импортер Македонија, и тој си е генерален застапник. Но и покрај тоа што има генерален застапник, тие увезле возило од марката МАН, што уште еднаш ја докажува тезата или теорија на случајот дека не постои протежирање на економскиот оператор на компанијата МАК Аутостар, затоа што било која фирма во Македонија можела да увези било која марка на возило. Значи секоја фирма што е регистрирана за увезување на моторни возила може да увези
и возила за кои што не се генерални застапници. Потоа, исто така се достави примерок од договор помеѓу општина Новаци и друга компанија која што им набавува возило за кое што таа компанија не е генерален застапник. Значи, уште еден прилог кон докажувањето дека не постои ситуација да некоја фирма регистрирана за увоз на автомобили не може да увезе било која марка на автомобил. Тој доказ, тој договор е објавен јавно на веб страната на Агенцијата за јавни набавки и секој може да го има и да го прибави. Она што исто така беше забележливо е дека обвинителството СЈО се противи буквално на секој релевантен доказ што го нуди одбраната, со едни неразумни, нелогични предвози и објаснувајќи причини кои што се нелогични, затоа што практично гледаат дека целиот случај им падна. Дека практично имаат тру случаи, имаат абсурден случај, isfabrikovan случај, политички случај, со кој што насила се сака да се докаже нешто што не е. И затоа на секој нов доказ тие се обидуваат со некои нелогични причини да го убедат судот да не го прифати како доказ. И конечно, на крајот би сакал да се произнесам за една изјава што имавме деновиве на Зоран Заев, кој што практично даде една скандалозна изјава, кажувајќи и најавувајќи каква пресуда следува токму по овој случај за кој што денеска сме овде, а тоа е за набавката на блиндираното возило. Иено Заев во изјавата, на начин кој што во секоја нормална земја треба да биде скандал, укажува, порачува до неговите симпатизери дека ќе се видело сега дека има правда во Македонија, дека наскоро доаѓа пресудата за процесот наречен ТЕНК, дека ќе се видело дека нема договор меѓу Заев и Груевски, имплицитно кажувајќи или меѓу редови кажувајќи дека гласините кои што претходно постоја, дека тој со судот веќе договорил каква да биде пресудата, стануваат се пореални. Имено како што се сеќавате, во претходните недели и месеци постоја гласини и постоја медиумски надписи во различни портали и различни медиуми низ Македонија, во кој што се тврдеше дека Заев направил одреден договор со главниот судија на процесот, господјата Добрива Кацарска, дека тој неизе ќе овозможи таа да стане, да напредува во судија на апелациониот суд и веднаш потоа председател на апелациониот суд, а дека за возврат тој ќе добие да биде ослободен, односно прогласен за невин во случајот подкуп, каде што имаме еклатантни докази со примерки, и уште една работа да јас пак бидам прогласен за виновен во овој случај за кој што станува збор, каде што истиот судски совет е судија, односно истиот судски совет не суди и Заев, и мене, и другите што се во овие случаи. Така што неговата изјава, неговата скандалозна изјава, само на некој начин ја зацврстува основата на претходните јавни пишувања на одредени медиуми, дека Заев има непринципиелен, незаконски договор со судот, со кој што договор тој треба да биде прогласен за невин, јас за виновен, а за возврат тој да овозможи преку политички притисоци, преку политички очигледно патишта, да овозможи напредување на одредени судии во кои што ги судат и мојот предмет и предметот кон господин Заев. Значи, станува збор уште еднаш, тоа укажува дека станува збор за една чист политички предмет, еден чист политички прогон, кој што се случува во Република Македонија и е темпиран во време кога треба да се донесат клучни одлуки по прашањето на името на Република Македонија и интенцијата за промена на уставното име, а се поочигледно и промена на уставот на Република Македонија или прифаќање, односно подпишување договор со кој што ќе се промени уставното име. И не е случајно што токму сега се забрази и неговиот случај, се забраза и случајот каде што јас сум обвинет. Само месецов мислам дека се закажани 6 или 7 рочишта, што е крајно невообичаено толку многу. Очигледно се темпираат за еден период кога
кога треба да се зборува за проблемот со името, за остапките што владата ги прави, и наместо за тоа повеќе вниманието на луѓето да се сврти кон овие фабрикувани, измислени политички случаи.